Струјата ќе поскапи за најмалку 5%, односно 50 денари на сметка од 1000 денари, доколку регулаторната комисија ги прифати барањата од компаниите кои стигнале до нив. Но конечното покачување ќе се знае во втората половина на јуни, кога ЕСМ ќе го распише тендерот, односно тоа ќе зависи од понудите на државните електрани. МЕПСО бара 143% зголемување на цената од регулаторна, МЕМО сака 45%, а електродистрибуција покачување за 0,95%. Првиот човек на регулаторната комисија за енергетика Марко Бислимовски вели дека ќе ги разгледаат барањата и ќе одлучат што е прифатливо а што не. Крајната одлука ќе се знае идната недела. Бислимовски се правда дека според новиот закон одлуката за покачување не е само во нивни раце. Регулаторната комисија за енергетика нема да прифати никакви дополнителни трошоци кои не се однесуваат директно на дистрибуцијата и преносот на струја. Сепак, најголемо влијание на крајната цена на струјата ќе има понудата на ЕСМ, односно цената по која ЕСМ ќе ја продава струјата на универзалниот снабдувач во следните 6 месеци. Регулаторно учествува во формирањето на цената со 38%, додека одлуките за поскапувањето кои се надвор од надлежностите на комисијата се 62%. ЕСМ како универзален снабдувач за годинава има обврска да учествува со 70% од потребите на снабдувачот, а во формирањето на цената има улога со скоро 43%, а обновливите извори со 7,3% ќе ја дадат финалната цена на поскапувањето. Во поскапувањето учествува и Евана Хоме со маржата и балансирањето, додека пренесените трошоци и корекцијата се одлука на комисијата. Директорот на ЕСМ Васко Ковачевски веќе кажа дека се надева дека во нивниот дел ќе нема покачување, но ако тоа се случи, топката ја префрла кај Бислимовски. Вели одлуката за цената на струјата ја носи регулаторната комисија. Тој уверува дека се прават напори ЕСМ повторно да испорачат 100% електрична енергија по цената која ме регулира владата. Сметам дека повторно ќе успееме и оваа година да ја стабилизираме цената, односно да нема зголемување или да, ако тоа евентуално биде, тоа ќе го одлучи регулаторна комисија, да биде нешто минимално во фактор на корекции. Бислимовски признава дека енергетската заедница им забележува дека регулаторната комисија не треба да учествува во финализирањето на цената на струјата. Во споредба со земјите во регионот, македонците плаќаат поскапа струја од граѓаните на Србија и Косово, каде цената за киловат час е 4,7, односно 3,7 денари. Ланското покачување на цената на струјата од 7,4% создаде револт кај македонските граѓани и се протестираше неколку пати пред зградата на регулаторната комисија.